Вики се надам дека нема да не нападнеш мене или некој од камерманите, бидејќи чим се уклучат камери, тебе ти експлодира тој сексуален нагон. Па не е сексуален нагон, ова е нагон, значи весела сум, позитивна личност. Мене ти зборам за веселост, зборам за сексуално напаѓање. Не, немам сексуален нагон, ако мислиш на тоа затоа што бе во реалното шоу. Камерманите се помалку симпатични од фризерот од Белград. Добро, може не се истетовирани кон него. Па ја барам баш такви истетовирани, да бидам искрена. Еден од нив може истетовиран, да може ќе ти се допадне. Може да го нападнеш. Да видам. Може треба да ги исклучиме камерите. Па не, сега не би нападнала никого затоа што сум стварно заљубена. Си слушнала за Усейн Болт? Не. Тој е најбрз човек во светот. Трча 100 метри за 9,3 секунди, отприлика 9,4. Ја мислам дека ти со поголема брзина се спанџа со некој тамо, се смува во шото, колку тој што трча 100 метри. Па мора, зграбчи го тоа што ти се допаѓа, значи гледам плен и нормално ловам. Ти плати ли за тоа? Не, уопшто, значи вака, шоуто е скроз као, значи реално, затоа што ништо не е наместено, ниту една реакција моја или реакција на било кој од станарите, не е. Како е да водиш секс под рефлектори? Па немав секс. По-добро. Значи имав интимни моменти, значи размена на емоции, опири, али секс нема. Не помисли, не знам, бабата на 70 години или другата баба. Помислив, не помисли. Или комшиите, што си речат комшиите, поминат комшиите кога да знаат како реагираш во секс. За тоа не е непријатно. Па не ми е непријатно, сето тоа е природно, значи така сме ние луѓето настанати од љубов, така, значи уопште не гледам зашто да биде непријатно. Не е природно да те гледат пола милион или милион луѓе, како тоа го правиш пред рефлектори. Па и Северина за тебе ка луѓерка. Па како ќе погледнеш работите? Па значи, види се, многу е различно тоа. Ти си тамо и ти забораваш на све, буквално на све. Ја значи заборавам на камери, дека цело време сум озвучена. Како може да забориш, тоа е интима? Интима помеѓу двајца. Ти таа интима ја продаваш пред 2 милиони луѓе. Значи за тоа поради таа интима сексот ти не се деси во куќето. Затоа што не би сакала прва работа тоа да биде. Па и не треба да се деси, ако тоа се десеше ќе пресрамно, морам да ти признам. Девојче на 19 години, првата вечер роди тамо со некој бербер од Србија и го прави тоа. Мислам тоа навистина невкусно, мора да ти признам. Не знам што ти збора другите. Добро, значи јас живеам за самата себе, така јас одлучувам дали треба тоа да го направам и уопште не ме интересираат, значи коментарите ако некој каже како ни ти е срам, не знам што, како. Не ти е срам? Не ми е срам, уопште. 2 милиони луѓе знаат како Вики Стенка во кревет. Ха, нека знаат. И тоа те прегорда? Па ме прави горда затоа што стварно можам, јас сум јака особа. Значи пред се стварно заклучив дека сум јака особа. Што јака особа си плачела тamo, не сум гледал, си плачела во тужна година. Па да, па добро, секој има емоции, плаче и значи поред таа игра на Велики брат, мене што ми ја припреми прво, значи да бидам спремна на све, дека треба да направам некои работи за да влезат Кики Карло у шоуто. Зошто на пример немаше македонец? И некоја србинка се спанџу првата вечер со македонец, го мораше баш македонка да го направи тоа србин. Зар не мислиш дека те месте, зар не мислиш дека тоа е цела една режија која се направи ти и сестрата и така. Натаму дека ти си тука само одредено заморче кој е пикнато во еден таков телевизиски зоолошки по мене експеримент и кој треба само да побуди одредени ниски страсти за кај низок слој на публиката. Не мислам така уопште, затоа што ако јас сум била првата што го направила тоа, значи да се пољубам после 3 сати, после 3 часа влегување во шоуто, јас сум таква и приватно, значи ако некој ми се свига, зашто да не пробам и ако имам шанси, значи Вики ти ова го кажа со таква гордост кога да се освоила златна медаља на Олимписки игри. Па не да освоив златна медаља на Олимписки, ама и више од тоа освоив. Добро, јас ке бев горд ако кажеше тamo нека книга дека си прочитала, дека го знаеш Орхан Памук или не знам слична некоја работа. Па добро, секој е горд на различни работи. А не да се фрли се некој тамо истетовирана некоја таписерија. Па добро, ја имам тетоважи, немам предрасуди, значи стварно немам предрасуди. Ма не се работи за предрасуди, се работи за вкус и за стил. Па добро, ми се свиѓа стилот негов, имам таков вкус, значи да ми се свиѓа неговиот стил и тоа што го работи, премногу е креативен, интелигентен, пред се паметен премногу. Да ти кажам, 2 дена го гледав спремајќи се со емисија и баш дека интелигентен не може да сватам. Не знам како успеа тој 2 секунди да сватиш пред да му се фрлиш. Мислам, се обидам да те искарикирам целата ситуација. Значи, девојка на 19 години, кој потекнува од одедно финансиски добростоечко семејство, оди тамо и го прави тоа. Листа не можам да ти влезам во главчето да сватам зашто една девојка која нормално го прави тоа. Затоа што пред се не отидов тамо заради пари.